Голем црковно-народен собир се организираше на манастирот Добра вода во Оризари на вториот ден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа повеќе зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумата од минатата година, што за оваа прилика дојде од Швајцарија, го предаде кумството на новиот кум, кој на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Чест ми и задоволство, што со почит и голема љубов кон моите пријатели. Пред неколку дена ги поминав 2000 километра за да дојдам овде да се дружам со нив. И многу сум среќна. Со драга волја го примам кумството од манастирот Добра вода. Од стариот кум, јас сум сега нов кум за другата година. Паричката ми се погоди на мене и најсреќен сум што ја добив наградата. Без греана ракија и добра музика не помина и овој собир. На собирот дојдоа верници од другите градови од државата. Јас работев овдека во црквата како зограф Свети Атанаси во село Оризари и доаѓам овдека во Добра вода често и се спријателив така со луѓето и пријателството ни останува, што се вика, за век. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи патот. Овај манастир му многу е патот важен, да се направи патот. Од иначе без пат не би, а чим пат се направи, у Оризари нема друго туристичко место и рекреација освен Добра вода. Некои од страна што дојдат гости ги доведуваат овде во Добра вода, али пат треба да се има пат. А ние манастир, ова е мало манастирче со мали финансии, со голем труд работиме, не сме во можност да го направиме тај пат асфалт, само тоа може општината и Советна општина Кочани. Инаку, на манастирот Добра вода секоја година се слави на првиот петок по Великден, или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно-народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита.